It's time I turn the page. I'm stuck on, I gotta move on. Now I'm ready for a new start. All my worries, they're gonna go away. Love and sunshine, that's what's gonna stay. A new day shining, new hopes align. Like a morning kiss, I move on, love on, smile once more. Always sweet as bliss. What's gonna happen to me? Many great things will be. What's gonna happen to me? Beautiful things I'll see. All my worries, they're gonna go away. Love and sunshine, that's what's gonna stay. Знаете што е секој пат ми е тој дефиниција на алтруизам, на љубов, на добродетелство, на хедонизам, ама вистински сосредоточени на убавите културни традиционални македонски вредности, бидејќи секој пат велиме дека тоа е неговиот свет, куферот го има секој пат со себе, музиката, љубовта и што повеќе ви треба. Владимир Четкаре, мислам дека дефиниција на сева што и многу повеќе, ама што можеме да кажеме дека правиш таква една обикалка во светот и спојуваш нации. И чинам дека освен храната, мислам дека тука некако и музиката е рамо до рамо што нешто што вистински обединува нации и светови. И поврзува вака мостови. Апсолутно ги обединуваат и на некој начин така може да те освои некој без војна, него со уба работа. Да, именно. Знаеш како го кажувам ова, затоа што гледајќи ги твоите видеа секој пат еве да речеме и настапите кои што се ги имали во Јапонија, мислам особено во азијанските земји, може би луѓето некој пат го знаат јазикот кој што го говориш преку музиката, ама прво енергијата која што имаш, самата мелодиска линија, тоа е универзална работа и гледајќи како те обсервираат со таква една надеж за светот и тоа што го зрачиш, мислам дека тоа е спасот. Ти благодарам, Марко, јас и така се чувствувам кога сум таму, кога се поврзам на тој ниво, човечко ниво. Место кај што немаш ништо на некој начин ако размислиш лично од аспект на култура, традиција, потекло, религија, раса и било како, тогаш зборуваш на некој друг јазик со нив и тогаш е тој човечки фактор што стално го кажуваме. И јас стално се ежам кога ми текне како ме прифаќаат и до ден денеска си мислам се е тоа ради што ако нешто искрено правиш со многу емоција, со многу љубов, луѓе во тоа го осеќаат. Да. Кога влезеш во таа работа без интерес, пошто оваа работа не е интерес, него првенствено е тоа за секој уметник во себе тоа што го носи сака да го извади најдобро. Да. Некако ја имаш таа привилегија благодарение на целата таа твоја успешност, искуство пред се, нормално, талентот и љубовта кон музиката, имаш таа привилегија да го шеташ светот и на еден таков начин како велиш да дојдеш на такво ниво каде што со луѓето токму така ќе се разбирате енергетски. Тоа е јазикот. А и истовремено на кое што е посебно и голем успех и задоволство е прифатеноста од публиката ширум светот, нели? И затоа и сите успеси кои што и ги читаме и ги гледаме и ги разговараме вака со тебе. Мило ми е што во овие колку речати пред 10 дена си пристигнат од Америка, си денеска кај нас во студиото во Утринска на Тилма, една одлична прилика веќе кон крајот на јануари да позборуваме за и крајот на минатата година која што беше апсолутно успешна за тебе, со оглед на тоа што имаше турнеја во Америка, всушност таму ја и дочека новата година и она кое нели е и повод за твоето присуство денеска, тоа е нели новиот албум. Точно. Па новиот албум е навистина еден процес кој кај мене е малку различен, бидејќи се наоѓам го работев скоро 5 години. Секој албум е скоро 5 години. Да, Let Us Be. Сите песни, сите мора да се нешко ќе некој ми речи, Марко, кој ми речи напишам текст, зашто ти да се мачиш, ама тоа не е моја приказка во тој случај. Јас сакам све да е моје. Да е моето искуство да го споделам со слушателите. Сите мои работи што сум ги поминал, тоа е една ствар. Меѓутоа аранжманот, продукцијски, композицијата, диригирањето во студио и на крај изведувањето и целата постпродукција, сакам да го правам тоа рачно, така да рачно ги пишам партитурите, нотите и све е еден голем процес, така тоа што слушаш е на вистина моје дело во комплетна смисла на зборот. Продукција, авторство, музика, аранжмани, се комплетно, да. И затоа е многу работа, бидејќи тука учествува над 35 музичари во овој албум, во Let Us Be, и имаше гудачки, дувачки, ритам секции, па нормално
вокалите, снимањето исто е малце предизвик голем бидејќи сакам да имам и вокал коуч да е англискиот акцент како што добре даден вистински. Да, да е како што све да е перфектно да кажа. И некој ќе рече зашто толку многу се мачиш, пример, може поевтино да помениш, полесно да помениш, ама не е поентата на тоа, сакам нешто да оставам за другите генерации и тоа се препознава. Тоа се препознава од цел свет. Ево, само во Јапан до скоро беше ексклузивно издаден албумот, скоро 2 месеци пред да излезе на други места. Pivine Records, тој беше договор, значи таму да е таму добив и endcap, таму се уште постојат музички продавници, за разлика од Европа и Америка. Таму уште постои Tower Records на 5-6 прата музичка продавница и тоа се големи редици, имав некои слики објавено. Ама еден endcap, тоа е значи тоа е на крајот од редицата и тука се, да речеме, 15-20 такви места и тука ми го стави албумот. Летас имаше голема реклама од не само во Токио, него секаде, Кобе, Осака, на сите градови. И конечно пред неколку дена излезе и кај нас во Македонија. И официјално, иако нели, ако не се лажам, пред неколку месеци албумот официјално и беше издаден во Јапонија. Таму имаш неверојатна фан база. Тоа е неверојатна фан база и беше прв на листата на препорачани албуми, токму на национално ниво, на сите продавници на Tower Records токму во Јапонија. И во критиката за албумот најчесто ќе споделам, ќе цитирам, се вели: од неговиот урбан соул стил преку правците на Incognito, Jamiroquai, се до фанк диско стилот, неговиот сензибилитет го делува од оние сите комерцијални правци. Топло се препорачува за сите љубители на музиката од 80-тите. Нема некој кој што нема да го сака овој звук. Меѓутоа, она што е најважно, така ставивме темата. Во друштво со најголемите светски имиња. Тоа е еден куриозитет што може да се каже за тебе, пријател. Па од аспект како што тоа го прочита, баш таа макаторпна работа ќе тоа одели од комерцијалниот правец. Ќе направи дистинкција, ќе одели, ќе направи нешто. Нешто што е стварно сработано, наспроти нешто што е само нашминкано, голема разлика. И тоа е исто секој, мислам, јас би сакал до идните генерации да ги насочиме кон тој квалитет, да ги вратиме кон тој квалитет, со тоа што ќе го запазиме е системот на вредности што е насекаде во светов разнишан. А ќе те прашав именно да те врата малку низ историјата. Апропо критериумите, последниот период млади колеги твои кои што се бават со музика, ќе го поздравам Драги Иванов, сега една млада ангела која што во моментот е со своји студии во Бостон, во Беркли, и двајте да ги прашав какво е искуството. Сакам да ми споделиш, бидејќи разнебитувањето понекогаш и елитистичките кругови наметнуваат и нови правила дури во овие престижни универзитети. Зошто кажувам? Интересно е тоа што не гледам дека таа не направила некако можеби револуциониран подвиг. Говорам за Бионсе која што е ставена во универзитетот Јейл да се проучува нејзината музика, во Беркли каде што ти ги помина повеќе од 10 години, ставена е Ники Минаж за нејзиниот правец на музика, феминизмот и така натаму. Дали мислиш дека тоа е соодветно можеби да се воведе како час, искуство да го обсервираш во Беркли, едно нешто можеби најпрестижно во светот се уште? Па Беркли од аспект на катедрата за композиција, аранжмани, продукција, како и нормално изучување инструменти, на некој начин ги постави стандардите за модернава музика и џез конкретно во цела Европа и свет. Сега истовремено тоа е и бизнис. Значи секој универзитет голем дел од корпоративниот свет. Точно, дел од корпоративниот свет и некои размислува на тој начин, отвараат катедри што досега е дискутабилно, ако ги прашаш олд скул музичарите дали би добро или не. Меѓутоа јас знаев, битно е ти да знаеш што сакаш, ти да имаш и Ники Минаж и било кој да ги спомниме други. Тоа не е толку битно ако ти стварно знаеш што сакаш да научиш. И јас стално на идните генерации му викам, видите да научите нешто што стварно не можеш да го научиш толку лесно дома. Не можеш да, пример, ти може да денеска со интернетов и си дел од целиот свет, меѓутоа тоа што Беркли за мене беше како најбитно беше да научам музиката како занает, да ја пишувам, да ја аранжирам, да компонирам од некои стари мајстори што ги напишале некои најголемите продукции во историјава на модернава музика, како Квинси Джонс и така натаму, кој неодамна почина. Во смисла,
знаев што сакам. Јас цело изучување таму идов не да добиам диплома, јас си добив диплома, меѓутоа не да мафтам со нејзина, него да научам. Мене ми е џабе дипломата, јас сум завршил Беркли, ништо не значи тоа на крај. И тоа исто му го кажувам, коштат исто е како да завршиш медицина или да бидеш адвокат, меѓутоа тие одма ќе најдат работа, а музичарите треба да се докажат. Да, тој пат што ќе го помине така да многу треба да имаш не само тој еден младалечки занес, да кажам, од почетокот, него стварно истрајност. Јас со тоа можам да се пофалям во животов, што сум истраен. И по сите искушенија што сум ги имал, не се откажувам никој пат лесно, ништо, и затоа и дојде да продолжам да работам и да продавам мојата музика, која е интернационална, која нема елементи на фолк, меѓутоа се познава таа македонска душа во песните. И сакам да му кажам, не по секоја цена да го работаме, имаме прекрасен фолклор. Значи, тоа е за мене навистина многу битна работа, меѓутоа не значи тоа дека како си Македонија дека мора тоа да го работиш. Или дека мора да работиш етно джез, или дека мора да работиш рок етно и такви работи. Мислам дека многу пати тоа е компромис. Компромис направен и за никого не е тоа арно, меѓутоа ето луѓето толку често го прават што морам да го кажам. Не мора да е поп фолк, не мора, зошто да не е само поп, зошто не е само диско, зошто не е само джез. Јасно. Самото присуство, кога веќе си познаен, признает во светската публика, во светски рамки, долги години наназад, самото присуство, односно самите концерти кои што ги организираш, реализираш и кои што секогаш успешни го ја промовираат нашата земја меѓу другото. Нели и без разлика каков е, нели, кој жанр или која музика конкретно или како е создадена, нели музиката, едноставно ти си амбасадор на Македонија преку музиката и тоа е тоа кое што е важно. Без може да биде обратно, може да имаме македонска народна песна, но да не знае некој да не знае ни кој ни што е, ни од каде да доаѓа, значи важно е да биде тоа темелно и од сите страни треба да делуваме, имаме како што спорна сега платформа една кај што ќе промовираме традицијата, меѓутоа е една кај што мораме да сме во контакт со модерниот свет. Да. Да сме таа една општа култура. Ако ја познаваме и нормално светот, треба да се познаваме и себе си. И тоа е тоа што го спомнав систем на вредности, да се на некој начин промовираат правите вредности што се од кај нас, како начин на живот, тоа што имаме многу убави работи, имаме и многу неубави работи, генерално како секоја нација. Така е. И мораме да се совршуваме и така и побав ке животот за сите. И зошто да не на 7 март имам концерт во Будимпешта, зошто да не се шеташ во Будимпешта и така македонски артист, имено го слушаш или било каде и луѓе ги гледам толку му значи и мене ми значи кога се најдеме таму и тога се чувствуваш дека си дел од светов на некој начин. Така е, да, и дека си всушност успеал во поентата целата покрај љубовта кон музиката и животот посветен на музиката, всушност поентата е токму таа. Добро спомена и за младите генерации, за оние кои што во иднина или моментално се занимаваат со музиката и сакаат да постигнат нешто, да остават свој белег. Добро е да знаеш и треба да знаеш што сакаш, што целиш и тоа да се прави темелно, како што ти говориш за твојот последен албум. Од тука, па ете, добро е да го чуеме твоето размислување за тоа, дали мислиш дека кај нас, нашите музичари, пак и во овие млади генерации, кои што се појавуваат различни музичари, дека работат колку да се не можеме си да ги ставаме во ист кош, но добро, ајде генерално, дали имаш чувство дека работат колку да се работи нешто и да се издаде нешто ново, или пак се насочуваат кон суштината на тоа кој што сакаат да го прават? Иако можеби па и индивидуално прашање. Убаво прашање, јас треба сепак и поиќе да ги запознам некои, толку не ги доволно сите пратам, меѓутоа она што е генерално проблем за мене е што луѓе во почна ептем. Во рете сите имаме Инстаграм и сите имаме социјални мрежи. Меѓутоа ептем почна да размислуваат не да створат уметност, него да создаваат некаков контент, што е моментален и брз. И тој како ти кажам, имаш еден развиток, интро, емотивен пик, кулминација и аутро. Сега некако се зема само тој пик и се сервира на сите места без и увертура, без тоа е и филмов, и композиција, и секој уметничко дело мора да го содржи тоа. Значи не се фокусираат премногу работиве визуелно ги доживуваме. Дури јас мислам дека визуелно и ги миксаат песмите во студио, заборавивме дека музиката се слушаат прво. И нормално сите мораме да играме играва на некој начин. Затекнати сме
Меѓутоа, работата на уметникот е да створи уметничко дело. Ако се премногу фокусираат на целата своја кариера ја базираат врз социјалните мрежи, то нема за мене никаква логика. Бидејќи тој уметник на крај ќе го изгуби сето уметничко во него, бидејќи нешто мора да создаде што ќе остане за како секоја композиција, како тоа е нешто стаено, што ќе остане од порано. Апсолутно. Неверојатно наследство. Ако не работиме во студио, ако не снимаме не работиме со живи музичари, нормално после ќе се жалиме дека AI ќе превземе и се плашиме од тоа. Меѓутоа, јас мислам дека никогаш не можете емоцијата да се замени. Апсолутно. Ама затоа треба да имаме изоштен слух, изоштен вид и изоштени чувства. И да имаме трпение да се препуштиме на сето тоа, не да исто како што видиме пикот само и брзо, све да ни е на брзо и све брзо да ни поминува. Големиот конзумеризам, меѓутоа кога говореше на почетокот за тоа дека сакаш да си сам својот мајстор, влијателен на својот Let Us Be албум, студиски албум кој што во моментот се наоѓа и на светските музички пазари, ме потсети на една убава статистика и рецензии кои што изминатиот период апропо Artificial Intelligence или вештачката интелигенција, која што велат, нели, ChatGPT или што и да речеме таму некако на повидок и на хоризонтот, не може да замени суштина и емоција. Кому ќе одиме на концерт? На Artificial Intelligence, на некој кој што таму пеа создаден компјутерски, апсолутно. Ова ми е рецензијата која што читав, конкретно не знам за кој студиски албум на Queen, апропо нели годишнината на Фреди Меркјури, каде што тој, Брайан Меј, само може уште 2-3 работеле на целокупниот музички опус. А го имаме само еден сингл од Beyoncé денес со 40-50 продуценти. Кој што и мислам дека тоа е еден Тоа не е истата историја. Queen и тој период бендови како од тој калибар се тотално гениални од секој аспект. Сите знаеме до ден денес да го слушниш што органски звучи. Изведнаш го препознаваш звукот, знаеш која епоха е, знаеш која година. Наспроти денешнава продукција што ја спомна Beyoncé и многу појќе, може да ги слушнам апликациите кога се отвараат во како на некој начин ми звучи како слушам компјутер, како слушам робот. И мене тоа страшно ми сметат наушево, бидејќи порано тој аналоген звук што го памтиме, треба да се стремиме што појќе да го тој органски звук задржиме и исто и во филмови. Не сакам да гледам видео игра, јас сакам да гледам глумци веќе што глумат. Јас ако не гледам човек како тоа е проблемов, од тоа пушта трка само за профит, само за го намалија attention span на децава, на луѓево и сега никој ако не почне филмов со експлозија или со нешто бурно, сензационалистички, не ќе да го гледаме. И кај е тука уметноста и како светот станува за едните генерации? Кој кај не води тоа? Тоа е многу сериозна работа, што сите треба да се бориме против тоа и да го вратиме на некој начин. Мене ми е кеф, јас одам често со точак и да си вежбам надвор калистеникс и гледам кога гледам дечиња кај шиглед надвор, се помалце и помалце. Мене ми е кеф кај што ето играат без мобилни телефони. Мерак на душа. Да. Тоа нема све помалце и помалце поретко. Да, веројатно тоа го носи новото време, но важно е вака да се пренесува пораката и да се даваат примери, нели, позитивни. Рековме промоцијата на новиот албум овие денови во Македонија, во Скопје, во Македонија всушност. Така, и на сите дигитални платформи, меѓутоа и физички излезе. Во Македонија буквално пред недела дена, значи, може моментално се наоѓаат во Чув да Чув продавницата, тука може секој да си го афисионадо што сака да имат уште физички компакт диск, може да го набави тоа Чув да Чув позади дом на Градежници, колку што знам. Да, ова е од Нью Йорк. Да кажам дека ова се последните настапи твои во Нью Йорк, така ако не се лажам. И значи сите му фали да стане да не се укочени некако да се ослободат. И јас го препознавам тој момент и одма ги викам на Мегдан. И стално поентата ми е да си замине на смејани. Да прошири таа енергија, пошто ти ако излезеш на смејана студио, ти ако излезеш на друг ќе заразиш. И така тргви, тој е домино ефект. Домино ефект. Пошто таа енергија е многу фрагилна, многу кршлива. Мораме да ја пазиме, а негативната енергија е многу заразна и многу опасна. Затоа мислам дека на некој начин таква мисија имам во животов, колку можам да ширам по оваа енергија и мислам дека со тоа, како што спомна Марко, и ќе дајме и пример дека луѓе уште може да се позитивни. Не дека јас не сум бил некој пат негативен, сите сме ние. Сите имаме такви моменти. Меѓутоа мораме да се
да се на некој начин инспирираме од убавиве работи во животот. Рекалибрација. Рекалибрација, драг мој. Инаку, сакав да споменам дека на 10 јануари ја заврши американската турнија, ќе потсетиме 6 концерти и дел од нив баш ги погледнавме на некои од овие видео снимки. Сигурно Ледас би годинава ќе има патувачка приказна. Да, во мај, уште во мај имам втората турнеја, мислам ова година во Америка. Тоа ќе ја промоција на албумот. Пред тоа сум во Маđарска, во Будимпешта. Таму имам исто голема фан база. Таму уште пред 15 години Heavenly ми беше хит на Петофи радио, тоа е национално радио, најголемото. Каков сингл беше тоа? Да, тоа беше уствари тоа беше интересантен момент, што мислам дека луѓето го кажаа, меѓутоа тоа беше прв официјално, да кажам, македонски комплетен продукт што иде во земја од Европска унија и беше хит на листа. За Heavenly збориме? За Heavenly, да. Органски хит. Не преку некоја институција, преку некој фестивал, него органски хит земен како старите добри денови што беа од 90-ти, 2000-ти години. На почитување на македонската музика во случајот. Да, ова беше само почитување на добрата музика. И така, среќа испадна што е наша. Меѓутоа беше многу убаво што ево до ден денеска ме поддржаваат Джези радио, Петофи радио, Клас ФМ радио. Тоа се сите унгарски станици што веќе ме рекламираат за концертот во 7 март. После сум во Америка, се враќам Македонија и после сум во Јапонија во септември. Какво темпо? Какво темпо? Убава енергија. Немаш посреќен да си ако го работаш што сакаш. Именно. Е во контекст на ова што го спомена и нели си цела оваа исполнета навидум 2025 година уште многу убави настани кои што те очекуваат, концерти и турнеи. Во едно твое интервју велиш дека го постигнуваш некако балансот. Порано носталгијата се повеќе и повеќе била присутна кај тебе, но по некое време балансот од тука и во странство некако си го постигнуваш. Ова ти е најидеалниот веројатно сега. Да, поминуваш доста време во твојот Охрид, а си исто така и активен широм светот. Колку пати 4 годишно сигурно доаѓаш до Македонија? Јас сум сега поќе во Македонија на некој начин него ли во Америка. Сега Америка одам само за турнеи и за снимање. И тоа ми беше сон бидејќи тука ми е фамилијата, семејството, тука ми се блиските луѓе и таму имам, меѓутоа пак ќе кажам, јас сум кај мене носталгијата е силна. Беше силна, јас кога ќе заминев да гледам другари се радвеа, а јас не знам во авионов тешко ми беше многу. Кога стасав таму све супер, баш за љубовта кон музиката заминав, не заминав и до ден денеска многу објаснувам на луѓето дека како што те створил Господ, не може да се промениш. Значи мене ми беше стварно тешко и сега веќе ми е убаво. Кога заминам се радосен дека знам дека ќе се вратам пак. Ќе се вратам на Точаков, на Галичица, на Езерово, на Македонија. Иако е работам нешто што не е толку од поврзано со фолклорот што го правев во момент, пак е македонско. И тоа е тоа што викаше покоен Вангел Лумовски, сликарот, голем уметник, не е поентата да го донесиме Париз во Македонија, него Македонија донесеме таму. Тоа е правиот извоз. Така е, апсолутно. И само за крај, не знам дали беше голем дел од екипата, Владко, нашиот реализатор, истински го поздравиме, и голем дел беа на Quintessence by Quincy Jones на Националниот Джез оркестар. Многу ми е драго што добива една форма и убава рамка и се институционализираше Националниот Джез оркестар. Знам дека и тебе ти е драго кога оваа можеби сцена некако има свој експоненцијален раст невиден. Апсолутно и многу талентирани деца благодарение на универзитетот што беше во Штип. Не знам каква е ситуацијата сега, меѓутоа јас порано напашти се броја колеги со кои што можев да работам, да свирам. Сега ги има многу и се одлични. И то мене ми е кеф, ама тоа е правата сцена, да шо поиќе се настапи. Меѓутоа, границите да не се ограничуваме дома. Тоа е таа храброст кој секој уметник треба да ја има и да замине надвор и да ја работа со уметност, тогаш сме како што треба да сме. Да излезе надвор од комфортната зона, така. Браво. Така. Краток ни е секој пат период поминат со тебе. Да, и секогаш имаме одличен разговор. Задоволство ми е со вас, имате прекрасна енергија, јас уживам стално. И ние уживаме задоволството е оваа твоја телевизиска станица, нека ти биде станица животна кај што ќе се исподелиме добра енергија. Очекувам сигурно да бидат исто како во Јапонија најдобрите критики за Ледас Би.
и се гледаме за многу конкретни датуми повторно во утринска. Апсолутно ви благодарам. Поздрав до сите и до гледачите и да ви почне на сите убав денов. Дефинитивно. Да, ти Светска посакуваме музика. успех, Да, денес Четкар ни беше централна тема, апропо тоа што тоа е рамо до рамо со светските И секогаш музички. очекуваме после Секој вакви пат. убави Секој пат. вести од Четкар да биде наш гостин како до сега, така и од сега понатаму се гледаме Се гледаме. Може ли да одиме, Владче, со парче убава музичко од Четкара, потоа и секако колегата Сотир за народниот пратеник. Oh, what a sight! The lights are bright and music hits the floor. That funky bass, those swings with grace, they're lifting up the space. They make me wait for the whiskey straight. This girl's about to leave. She's got a style, a perfect smile. She's lighting up the dance floor. We groove inside this disco galaxy. Our twisting hips are breaking down to the ground. This magic night, this dancing on the sea will never end and will always be shining. Dance, dance with me. Oh, keep the passion growing. You move me. Oh, feel the rhythm flowing. Hold me tight, girl, it's a special night. So special, you and I, together in harmony. Oh, what a sight! The lights are bright and music hits the floor. That funky bass, those swings with grace, they're lifting up the space. They make me wait for the whiskey straight. This girl's about to leave. She's got a style, a perfect smile. She's lighting up the dance floor. We groove inside this disco galaxy. Our twisting hips are breaking down to the ground. This magic night, this dancing on the sea will never end and will always be shining. Dance, dance with me. Oh, keep the passion growing. You move me. Oh, feel the rhythm flowing. Hold me tight, girl, it's a special night. So special, you and I, together in harmony. Јас мислам дека може и продуцентот да си го вклучиме во програма Па, со зошто студио. не? Да, убава е дефинитивно убава енергија, но се секој пат Четкар. Уживање секако со студискиот албум го имате веќе достапен на онлайн, можете и секако физички да си го набавите.